Во изминатите 3 месеци од кога почна епидемијата со COVID-19, до денеска преку различни мерки обезбедивме поддршка за економијата и за граѓаните со вкупна вредност од 550 милиони евра, од кои само за вредноста на мерката од третиот сет пакет изнесува 355 милиони евра и преку нив ќе бидат опфатени 700.000 корисници, рече министерот за економија Крешник Бектеши на денешната пресконференција во владата. Предвидовме и поддршка за оние компании кои беа храбри и кои покрај економската криза не само во земјата, туку и во целиот свет остана храбри и инвестира, односно оние компании кои се охрабрија и за време на коронавирусот да продолжат да работат во нивниот раст и развој, во подобрување на конкурентноста и модернизација на процесот за производство. Минатата недела, додаде, на веб страницата на Министерството за економија беше објавен јавниот повик за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во пост-COVID-19 периодот, а рокот за доставување на понудите е до 31 јули годинава. Со ова мерка не се опфатени следните компании. Компаниите кои искажале негативен финансиски резултат во 2019 година, вршат дејност од областа на примарно земјоделство, шумарство и рибарство, вршат градежни дејности поврзани со изградба и продажба на станови и стамбени и деловни згради, работат во индустриите за производство на јаглен и челик, се поддржани со други мерки и механизми за поддршка на специфични сектори, како што се банкарскиот сектор, финансиските услуги и слично, вршат дејности од јавен интерес утврдени со закон, вршат лиценцирана дејност, вршат регулирана дејност чија цена ја одредува независно регулаторно тело, се корисници на право на концесии на добра од општ интерес, вршат дејности поврзани со наменско производство, произведуваат акцизна стока, освен акцизна стока намената за фармацевските, медицинските и индустријско-лабораторски цели, како и вршат дејност трговија, било тоа на мало или на големо, освен ако инвестираат во основни средства и објекти. Висината на финансиската поддршка нагласи ќе изнесува 25% од реализираната инвестиција според планот што ќе го достави апликантот. За оваа намена во владата на Северна Македонија се предвидени 20 милиони евра, а сите заинтересирани компании во веќе објавениот јавен повик можат да достават апликации со следните документи. Треба да се достава инвестицијски план, тековна состојба на деловниот субјект, биланс за успех за 2019 година, како и пресметка на аконтациите на данокот на добивка за месеците март, април и мај 2020 година. Јас би сакал да ја користам приликата да ги информирам сите наши предпријатија, било тоа мали, средни, било тоа големи компании, да ја користат ова можност, да аплицират во Министерството за економија, имајќи во предвид дека рокот за достава на сите апликации е до 31 јули. Со тоа ќе им помогнеме на компаниите дополнително да инвестираат, да ги подобрат нивните капацитети, да бидат по-продуктивни, а секако и да добиват нови пазари, кои веќе ги изгубиле или пак би требало, согласно нивниот инвестицијски план, да ги добиват во иднина.